Кратки најави за денес. Македонија слави 32 години независност. Осми септември е символ на македонското единство, независност и слобода, кажа во честитката градоначалникот Пецаков. Основното училиште Кочо Рацин од Охрид е едно од 24 училишта во Македонија добитник на плакета за Ed-Winning училиште. Струшкиот суд се изјасни за ненадлежен да одлучува за дивата депонија. Промовирана книгата "Зад нас" од Наташа Андреевска. За најавените и за останатите настани ќе ви информираме во Дневникот, кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес, по свежото утро, во текот на денот имавме претежно сончево, ветровито и свежо време со локална облачност и максимална дневна температура од 25 степени Целзиусови. Во сабота над Европа ќе се наоѓаат 3 одделни центри на поле на висок воздушен притисок, кои што ќе условуваат претежно сончево време со локална облачност и невообичаено топло за овој период од годината. Во крајните западни предели слаби и локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 24 до 31 степен. Во Македонија во сабота денот ќе го започнеме со свежо утро и утрински температури кои што се во благо опаѓање и ќе се движат во интервал од 7 до 17 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Максималните дневни температури ќе достигнат до 20, односно до 32 степени. УВ индексот ќе има вредност 6. Во Охрид во сабота, по свежото утро, во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време. Минималната температура од 13 степени, додека пак максималната дневна до 26 степени. Во недела и понеделник во Охрид, по свежото утро со температура од 11 степени, во текот на денот сончево и топло време со максимални 26 степени. Во вторник сончево и потопло време со благ пораст на температурите. Минималната од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Ова лето, сладко лето охридско со Плазма. Тамаро Супер Радио и највкусните Плазма, Плазмикс и Уелнес и ова лето ќе подаруваат и забавуваат. Многу награди, врвна забава, најмлади Плазма кувари, хуманитарна Плазма сладкарница, Плазма чаршиска сладкарница се само дел од настаните со кои ова долго и топло лето ќе уживаме во прекрасниот Охрид. Уште и Плазма Лейк Крузинг и секојдневни награди на Супер Радио. Ова лето, сладко лето охридско со Плазма. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош.
Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории, изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Добар ден, почитувани гледачи. Дневник на ТВМ телевизија. Македонија слави 32 години независност со огромна желба за сопствена држава на денешен ден во 1991 година. Македонците под мотото "Свој на своето" масовно излегоа на референдум и гласаа за независна и суверена држава. Денеска под мотото "Гласник на слободата" прославуваме 32 години самостојна и суверена држава откако на 8 септември 1991 година над 95% од граѓаните што излегоа на референдум се изјаснија за независност. По повод чествувањето на денешниот државен празник, Денот на независноста, македонскиот државен врв и лидерите на политичките партии упатија честитки, а серија настани се одржуваат низ целата земја. Председателот Стево Пендаровски во честитката по повод 8 септември вели дека граѓаните пред 32 години гласаа за уредена и просперитетна Македонија која се уште ја немаме. Од нас денес се бара да имаме функционални институции, законите да важат подеднакво за сите и општествени реформи од кои благодет ќе видат граѓаните, а не само оние кои се привилегирани. Крајно време е да потврдиме дека сме способни и во практика, а не само со зборови, да се справиме со сериозните проблеми со кои се соочуваме во долгиот тунел на транзицијата која никако да ја заврши. Премиерот Димитар Ковачевски пак во честитката вели дека денешниот 8 септември го дочекуваме во напредна држава членка на НАТО и држава со реални перспективи за членство во Европската Унија до 2030 година. Гласникот на слободата, 8 септември, денес бара слух од сите нас за континуиран развој. Денешниот 8 септември повикува на слободно одлучување како демократска должност за подобар живот на сегашните и идните генерации. Интеграцијата во Европската Унија за нас дома значи уште поголеми плати, нови работни места и поголем избор. Граѓаните денес сакаат да живеат во ваква современа држава која што е дел од Европската Унија. Председателот на најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски во честитката по повод Денот на независноста вели дека генерациите од 1991 сонувале за напредок и горда земја која ќе биде достоинствен и рамноправен член на европското семејство. Но тој сон со годините полека бледнееше, а посебно денес истата таа генерација ги живее најмрачните години од самостојноста. Години на криминал, на сеприсутна корупција, на власт на која поважен е личниот бизнис отколку животот на обичниот човек. 8 септември е остварувањето на соништата на илјадници синови и ќерки од сите епопеи во македонската историја, кои своите животи ги положија за Македонија. Нивниот аманет денес го живееме и имаме обврска да го оставиме на идните генерации по нас, затоа што Македонија е наш дом, се вели во честитката од Христијан Мицкоски. Меѓу поважните датуми од патот кон независноста на Македонија кои му предходеа на референдумот се 25 јануари 1991 кога првиот состав на повеќепартиското собрание усвои декларација за независност, а 2 дена подоцна го избра Киро Глигоров за прв председател на самостојна и суверена Македонија. По референдумот пак на 17 ноември 1991 беше усвоен уставот, а следуваше и монетарно самостојување со воведување на денарот на 26 април 1992.
Меѓународно-правниот субјективитет на државата е потврден на 8 април 1993 година, кога со акламација на Генералното собрание на Обединетите нации Македонија е примена за 181 полноправна членка на светската организација. Денес Република Северна Македонија е држава членка на најголемиот војно-политички сојуз на светот НАТО. Во рамки на чествувањето на 32 години од прогласувањето на независноста на државата, председателот Стево Пендаровски и владина делегација предводена од премиерот Димитар Ковачевски оддадоа почит и положија свежо цвеќе на вечните почивалишта на поранешните председатели Киро Глигоров и Борис Трајковски во алејата на великаните на градските гробишта во Скопје. Покрај многобројните пригодни манифестации се одржува отворен ден за граѓаните, во чии рамки се обезбедува бесплатен влез во сите културни установи, музеи и галерии во целата држава. По повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, градоначалникот Кирил Пецаков упати честитка до граѓаните на Охрид. 8 септември е символ на македонското единство, независност и слобода. Ова е ден кога ја славиме нашата национална храброст и нашата определеност за сопствена држава. Овој празник е ден за заедничка радост и споделување на вредностите кои не обединуваат како народ и треба да не потсети дека сме сплотени во различностите и посветени на развој и напредок. Овој ден е паметник на сите оние кои дале значаен придонес во развојот и градењето на нашата држава. Нивните достигнувања и дела треба да бидат вечни извори на инспирација за сите нас. Драги сограѓани, нашата татковина е многу повеќе од карта на мапа. Таа е идентитет и историја кои треба гордо да ги чуваме и вреднуваме. Да продолжиме заедно да бидеме посветени на вистинскиот пат кон подобра иднина за новите поколенија. Нека е честит и вековит 8 септември и нека е вековита нашата Република Македонија. Стои во честитката на градоначалникот Кирил Пецаков. По 2 години судски процес, Струшкиот суд се изјасни за ненадлежен да одлучува за Струшката депонија. Сдруженијето на млади правници, подносители на првата граѓанска тужба за дива депонија во земјава, поднесоа жалба до апелација, но доколку и таму нема позитивен одговор, најавија тужба и до Страсбур. Во овој судски процес тужени беа Министерството за животна средина, Општина Струга и комуналното претпријатие. Првата граѓанска тужба во земјава поднесена за дивата депонија во Струга е отфрлена. Основниот суд Струга се изјасна ненадлежен да одлучува по однос на депонијата поради немање на стварна судска надлежност. Ваквата одлука судот ја донесе по 2 години, откако започна судскиот процес со бројни одлагања и одржани 7 ручишта, а беа изведени и докази со увид на лице место. Според адвокатите, обврска на судот е уредноста на тужбата да ја оценува во фаза на претходно испитување пред почетокот на судскиот процес. Че тоа е во моментот кога тужбата ќе стигне кај судијата да решава по неа пред да ја поднесе за одговор на тужба кај тужените. Во конкретниот случај ние имаме таква одлука донесена по 2 години и 7 одржани рочишта, што е апсолутно недозволиво однесување. Сдруженијето на млади правници велат не се откажуваат, поднесоа жалба до апелација, но доколку и таму нема позитивен одговор, најавија тужба и до Страсбур. Ние не се обесхрабруваме, продолжуваме со борбата, имаме право на жалба, го искористивме правото на жалба на оваа пресуда, дадовме наши аргументи, дадовме пракса на самиот апелационен суд Битола кој што решавал по вакви прашања. Спремни сме и да поведеме соодветна поставка пред Европскиот суд за човекови права. Со направеното вештачење за Струшката депонија која во самиот град беше утврдено дека ја загадува почвата, реката Црндрим, Охридското езеро, со што предизвикува штетни последици и врз здравјето на луѓето. Во овој судски процес тужени беа Министерството за животна средина, Општина Струга и комуналното претпријатие. Во понеделник, 11 септември, ќе се одржи 32-та седница на Советот на Општина Охрид. На дневен ред се 14 точки. Градските советници на 32-та седница на Советот ќе одлучуваат за повеќе предлог програми, меѓу кои за измени и дополнување на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Охрид за 2023 година, за измени и дополнување на програмите за заштита на животната средина и природата, за активностите на Општина Охрид во областа на културата, спорт и рекреација,
Во областа на основното образование, за капиталните инвестиции на општина Охрид, во областа на средното образование 2023-2025 година, измени и дополнување на годишната програма за млади и невладини организации, за уредување на градежно земјиште, урбана опрема, изградба и одржување, предлог програма за измени и дополнување на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2023 година, за изградба на сообраќај на сигнализација, како и предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Охрид за 2023 година. Основното училиште Кочорацин од Охрид, едно од 24 училишта во земјава, добитник на плакетата за тренинг училишта. Со тоа училиштето и официјално е признато на европско ниво и влегува во мрежата на водечки училишта кои служат како инспирација за идниот развој на образованието. Сами не можеме многу, но заедно можеме да поместиме планини, е мотото на основното училиште Кочорацин од Охрид, кое е едно од 24 училишта во Македонија, добитник на плакета за Етвининг училиште. Со оваа ознака за Етвининг училиште се препознати и вреднувани вклученоста, заложбата и посветеноста не само на индивидуалните наставници етвинери, туку и на целото училиште, каде тимови на наставници и училишни лидери работат заедно. Мисијата на нашето училиште ги истакнува елементите како што се заедничко лидерство, соработка и тимска работа, капацитет за делување на учениците, инклузија и иновација, представување пример за другите училишта, велат од Кочорацин. Посебно се горди на повеќе од 50 реализирани проекти на различни теми, 13 европски ознаки за квалитет за 2022 година и 7 национални ознаки за квалитет за 2023 година. Промовирана книгата «Зад нас» од Наташа Андреевска во Охридската библиотека Григор Проличев. Делото содржи 51 радиоколумна, емитувани на Македонското радио. Авторката е долгогодишен новинар и уредник во Македонското радио и за својата книга ќе рече дека представува архива за нашиот културен, политички и социјален идентитет. Книгата «Зад нас» од Наташа Андреевска е збир од колумни емитувани на Радио Скопје и представува институционална меморија и архива за културниот, политичкиот и социјалниот идентитет. Андреевска, која е одговорен уредник на Македонското радио Радио Скопје, во својата книга на пиедесталот го става човекот со сите своји доблести и мани, човекот од секојдневието, кажа промоторот Милчо Јовановски на Охридската промоција на книгата. Таа зборува со многу емоции, ги пренесува емоциите и пренесува оно што обичните луѓе не можат да го кажат јавно, таа преку нејзе како медиум, всушност и преку каде што работи во медиум, ги пренесува нивните ставови, размислувања за животот и оно што ни се случува околу нас. За својата најнова книга Андреевска вели дека представува еден модерен и современ водич за секој од нас, да оди кон вистината и да свати дека животот е еден пат, но секого од нас го носи во различни насоки и секој од нас ја избира својата иднина. Притоа единственото вредно е она што го создаваме и го оставаме зад нас. Никако да сватиме дека ние сме само патници во возот наречен време, кој не води одреден ден на денови, и кога ќе дојде крајот, сите одиме на едно место. Значи, битно е од тие порази и успеси да сватиме дека пред нас е иднината која носи многу убавини и вредности кои треба да се сватат навреме. Андреевска во Македонското радио работи од 1988 година, минувајќи ги сите скалила во новинарската професија. Слушателите ја препознаваат по нејзините авторски емисии Интерзона, Боите на Македонија, Тука околу нас, Мислам значи постојам. Автор е на книгите Размисли и Тука околу нас. Охридската библиотека со промоцијата на книгата Зад нас се вклучи во одбележувањето на Денот на независноста 8 септември. Јавното предпријатие Охридски комуналец во сабота 9 септември ќе организира акција за подигнување кабаст отпад, стар мебел, душеци, телевизори, шпорети, теписони и друго. Од реонот опфатен во границите на улицата македонски просветители, Партизанска, Димитар Влахов, Кеј Македонија и населбата Охридати.
Граѓаните кои живеат на споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, треба уредно да го депонираат, најдоцна до 7 часот на 9 септември и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Кабастиот отпад треба да е уредно оставен до контейнерите или други пристапни места предвидени за подигнување на комунален отпад, информираат од предпријатието. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Поплави во Хонг Конг, најголеми во последните 140 години. Побилните врнежи од дожд во Хонг Конг поплавени се улици, трговски центри и метростаници. Властите соопштиле дека училиштата и градинките се затворени. Владините служби спроведуваат операции за спасување. Хоспитализирани се најмалку 83 луѓе во изминатите 24 часа. Фотографии покажуваат како граѓаните се пробиваат низ поплавените улици. Бирото за метеорологија издало предупредување за највисоко црно невреме на главниот остров во Хонг Конг, Коулун и североисточниот дел од новите територии на градот. Силен дожд ја погоди и Јужна Кина, а во градот Шенжен, кој се наоѓа наспроти Хонг Конг, наврнало најмногу дожд од 1952 година, кога започнале да се бележат податоци за количество дожд. Два поединечни терористички напади во Мали во кои загинале најмалку 64 лица, од кои 49 цивили и 15 војници. Цел на едниот напад на джихадистите бил чамец на реката Нигер, а вториот напад бил извршен врз воена позиција во градот Мамба во северниот дел на Мали. Нападот доаѓа откако алијансата поврзана со Ал-Каеда, групата за поддршка на исламот и муслиманите, минатиот месец објавила дека го блокира Тимбукту, историски град во северен Мали. Поради жртвите, од денеска во Мали прогласена е 3-дневна национална жалост. Русија го осуди планот на САД да ја снабди украинската војска со муниција што содржи осиромашен ураниум како дел од новиот пакет помош од $1 милиарда за Киев. Кремљ одлуката на Вашингтон за снабдување на Киев со контроверзното оружје ја нарече нехумана. Експертите исто така се против користењето муниција со осиромашен ураниум, предупредувајќи на можни долгорочни последици по здравието на луѓето и животната средина од ураниумот кој се ослободува во големи количества. Инаку не постои некој меѓународен договор со кој експлицитно се забранува употребата на осиромашен ураниум. Денес ваква муниција имаат 21 земја, вклучително и САД, Русија, Турција и Саудиска Арабија. До сега само Соединетите Американски држави признале дека користеле муниција со осиромашен ураниум во воени операции во Ирак, поранешна Југославија, Авганистан и Сирија. Се одбележува 1 година од смртта на кралицата Елизабета II. Таа беше монарх кој најдолго му служеше на британското кралско семејство, цели 70 години. Велика Британија денеска со приватни почести, без јавна церемонија, ќе одбележи првата годишнина од смртта на кралицата. Престолот го наследи низиниот син Чарлс III. Со голема наклонетост се сеќаваме на низиниот долг живот, низината посветена служба и сето она што таа значеше за многумина од нас, истакна кралот Чарлс III во снимена порака. Кралицата Елизабета II почина на 8 септември 2022 година на 96 годишна возраст во својот замок Балморал во Шкотска, каде што традиционално летуваше. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам на довербата. Пријатно.